Имаме 10 на 12 минути за разговор со мојот следен гостин, кој што со кого сакам да продискутираме малку за процесот на вакцинација во Македонија. Доктор Виктор Исјановски, директор на Здравствениот дом во Скопје, практично на се оно што е здравствена инфраструктура во градов, вклучувајќи и брза помош и така натаму. Добро утро, доктор Исјановски. Добро утро и до вас и до вашите гледачи и слушатели. Морам да ви кажам дека читам повеќе текстови, колегите од Слободен печат има неколку осврти на таа тема деновиве. После еден замав со вакцинацијата, после една добра бројка од 10 до 15 илјади, па дури и повеќе дневно вакцинирани, особено летото, пред летото и така, сега некако доаѓа до опаѓање на бројките и сега веќе не е ни чудо дневно и само 2000 луѓе да се вакцинираат, па дури и помалку од 2000. Какви се вашите, да кажем, проценки и информации за последниве денови, макар во Скопје? Па вака сега, конкретно со вчерашниот ден, се вакцинирани со една доза околу 1.500.000 жители. Тоа значи некаде со втора доза се околу 700.000 аплицирани две дози. На дневно ниво некаде со вчерашното последно беше околу 5.000 граѓани примиле вакцина. Па тоа е добро, тоа не е лоша бројка со оглед на... Да, со оглед на тоа, да, имаме пат, вие убаво рековте, значи некаде и над 15.000 граѓани се вакцинираат дневно. Меѓутоа сега тој пат од што е, јас можам да претпоставам затоа што голем број на луѓе изминатиот период беа болни, па и оние претежно и тие не беа вакцинираните кои што беа болни. Може би сега луѓето се уште тактизираат и за третата доза, имаме и трета доза воведовме, што мислам дека е добро, меѓутоа и таа не иде со некој посакуван ритам. Меѓутоа, пак, може би тоа се должи дека се само здравствените работници, повозрастната популација, хронично болните. Сметам дека во иднина Министерството треба да даде слобода за сите оние граѓани да не се прави некој лимит, некоја граница, туку едноставно секој кој што сака да си прими трета доза, слободно да отиде во вакциналните пунктови низ нашата држава и да си ја прими таа трета доза. Јас инаку чекам и вклучување колегата Чаловски, претпоставувам дека ќе биде од спортската сала каде што се врши вакцинирањето во Скопје. Режија, ако се постави линкот и доколку е соговорникот таму, можеме и да ми кажете и да го слушнеме тоа. Но може да имаме и технички проблеми. Така е техниката кај нас. Доктор Исјановски, спомнувате голема цифра на вакцинирани со прва доза, бидејќи кога ќе се види таа цифра и сега, кога тоа се одби од населението, ова што се малолетни деца и најмлади по возраст. Да, од 0 до 12. Така, од 0 до 12. Ако при тоа додадете дека ние точно и сега колку луѓе прележале и така натаму се носители на антитела и така натаму, би се рекло дека сме прилично добро стоиме со вакцинацијата од тоа каде бевме само пред 6 месеци. Точно, не. Пред 6 месеци бевме многу далеку, меѓутоа со нашите напори кои што ги направивме и со Министерството, сепак Здравствениот дом го зема најголемиот товар и Скопје како град со сите приградски општини има доста голем број на жители. Кои би се искуствата на терен? Искуствата на терен не се големи. Ние одевме и по фирми, по организации, по приградските општини. Договаравме со градоначалниците конкретно, дека тој ден ќе дојдеме, ќе вакцинираме. Одевме по старечките домови. Одевме кај лица кои што не може да ги напуштат своите домови. И се уште одиме, затоа е задолжена поликлиниката Битпазар, таму ни се мобилните тимови, кои што веднаш добиваме список, да речеме, од некој градоначалник. Ви се јавуваат граѓаните или граѓаните матичните? И граѓаните се јавуваат, матичните не, значи имаме контакт со граѓаните. Еве баш сега за оваа недела имаме 90 годишна жена која што не може, е парализирана, а сака да прими вакцина и само ако треба и за еден човек мобилниот тим ќе отиде и ќе вакцинираат во нејзиниот дом. Морам да ви кажам дека бидејќи постои и во државава како и сегде на друго место антиваксерско движење и така натаму. И сега кога ги гледам тие антиваксери, секој има право да мисли што сака, се разбира. Меѓутоа нивниот број е релативно мал,
во споредба со онаа врева што се дига од тие протести се или нивните заложби и така натаму, а потоа кога на тоа ќе се додаде и некакви инциденти кои што во вакви масовни светски вакцинални операции секогаш ги има, како што е например она што вчера се случи во Словенија или завчера со вакцината Джонсон и Джонсон да почине млада девојка од 20 на години, па тоа потоа така се завртува низ социјалните медиуми и така натаму, што се обива впечаток дека кој знае какви се проблемите, дека нели со сите овие шпекулации и сценарија и заговори дека тоа и така натаму. Од ова што го говорите разбирам дека всушност на теренот и не е така. Луѓето пристапуваат, сакаат луѓето пристапуваат, точно сакаат да се вакцинираат. Ние гледаме на секој можен начин, дури што се вика и во нивните домови да влеземе доколку они побараат. Ја сум на мислење дека оној кој што смета дека не треба да се вакцинира, нека не се вакцинира, меѓутоа не треба да го загрозува здравјето на останатите граѓани. И гледаме дека и во светот и во Европа веќе оние кои што не се вакцинираат немаат пристап до ресторани, имаат одредени ограничувања во своето социјално функционирање. И мислам дека и во нашата држава одредени мерки за во иднина треба да се преземат од страна на Комисијата за заразни заболувања, Министерството, државата, владата, дека треба да имаат некои ограничувања. Потврди мерки, мислите, од ова што се Така, да, потврди некои Да го мерки. прашам директно во вашите, бидејќи вие покривате голема здравствена мрежа, да кажем, на институции, тоа се колку се институции во... Па ние имаме околу на 60 објекти, значи тоа е на 60, наистина, па кој може и знае колку- 80 објекти, плюс тука се двата затвори и во затворите вакциниравме, значи пристапивме со директор. Меѓу вработените, особено медицинскиот персонал, имате луѓе кои одбиваат да се вакцинираат? Па има ли тоа е многу мало. Што правите со тоа? Па што правиме? Ве прашувам, лично можеме- и меѓу новинарите има Да, колеги. не можете колешки пак кои ќе речем сакаат. со сила некого да натерате да се Но вакцинира. каков е неговиот работен третман по тоа? Па работниот Го третман- испраќате, да речеме, во разноразни посети и Не, така натаму? ние па го праќаме, да. Он не можете да му го нарушите работниот однос. Меѓутоа пак ќе напоменеме дека тоа е многу мал број. Многу мал број е. Сепак здравствените работници видоа, еве и сега сакаат, затоа што и сега со трета доза, веќе контактираме и со одредени клиники, да не мора вработените, да речеме на педиатрија, клиниката за педиатрија, пред некој ден се јави директорката, побара дека ќе достави список и дека сака тој ден да дојде наша мобилна екипа и да не напуштаат работните места, значи да не губат затоа што дежураат слободни денови, да се договориме еден ден, конкретно нашата мобилна екипа да отиде на клиниката за педиатрија и да вакцинира. Доктор Сијановски, сакам да ве прашам за брзата помош. Каква е состојбата со брзата помош, со возниот парк, со интервенциите? Ова ве прашувам бидејќи сега со попуштање на пандемиските услови, предпоставувам дека, не предпоставувам, туку знаеме дека растат сега сите оние заостанати случаи, недолекувани, неоперирани и така Брзата натаму. помош, значи брзата помош, знаете, работи 24/7. Ние имавме неколку вработувања, меѓутоа пак тоа кога ќе земете е недоволно затоа што Скопје е навистина една голема општина. Вие мора да покрај тоа што луѓето бараат здравствена помош од различни причини, доволно е во тој ден да има една манифестација културна каде што мора да има амбулантно возило. Доволно е да има еден фудбалски надпревар тој ден нашата репрезентација да игра каде што УЕФА и ФИФА вика дека треба 3 екипи па да бидат 2 возила па да бидат присутни. И сето тоа го намалува бројот. Возилата се тие што ги имаме, гледаме, доволно едно возило да се расипе, доволно една сообраќајка, сето тоа ја намалува бројката. Меѓутоа гледаме и со сервисерите и со тимовите и со екипите да најдеме едно балансирање. Меѓутоа се бориме, па да кажам. Во други сериозни големи западни држави често пати гледам дека некои од тие сервиси се дадени на приватни организации. Има простор во Македонија за тој вид или во Скопје барем за тој вид на соработка? Ја мислам дека и веќе има една приватна организација Да, која ма што дали работи. работат како брза помош? Да, работат како брза помош. помош. Мислите на Евро... Никоп. На Никоп. Никоп, така, да, Никоп мислам дека работат. Каква ви е соработката со нив? Има ли шанса тоа да расте? Немаме па Тие соработка. директно одат Да, во- директно они си одат, они вајда си имаат свој корисници
болници кои што се претплатени, конкретно за нив, они не одат, мислам, кај сите граѓани, они дека имаат една група која што сигурно тоа се плаќа некој на доместот, и на бидејќи месечно комбинација со ниво. осигурување, Да, со осигурување, да. тој вид на... Ние мораме да ги обслужиме сите граѓани. Но вие би биле отворени за тој вид на Сигурно да, достапност на пазарот? сигурно да, сигурно. Сигурно. Колку е времето на чекање на повик? Видете, Имате ли, ги работите ли тие анализи? Па не сме направиле до сега анализа, меѓутоа разговорите да се знае дека тие се снимаат. Сите разговори се снимаат и се чуваат одреден временски период. Меѓутоа реакциите се брзи па на тимовите колку можат и гледате доволно еден дожд да заврне па настанува хаос. Тоа ве разбирам, Брзо доктор Исјановски, меѓутоа гледам во другиве сериозни здравствени системи, многу се обрнува внимание на тие статистики, на нивно анализирање, подобрувањето и не е само и чекањето да дојде брзата помош. Потоа чекањето на клиники, одењето и така натаму, тоа е исто така проблем. Тоа е исто проблем, точно. Јас се сложувам со вас, затоа што да еден пациент треба да се снима, да речеме рентген, возилото чека, треба да го префрли. Меѓутоа организираме па и транспорт од болница кога вие имате завршена некоја операција и лицето сега не може семејството да го однесе до својот дом, тогаш повикува брза помош, каде што брзата помош го транспортира од клиниката до својот дом или па обратно, од домот до клиниката. Значи, работата на брзата помош е огромна. Огромна. Јас не сум знаел дека, затоа што претходно не сум бил во здравствениот дом, али сите тие луѓе тамо кои што работат 24/7, можам да кажам дека се од огромно значење за нашиот град. Се разбира. Имате ли теренски возила? Теренски возила, да, имаме. Допрат до потешко... Имаме теренски возила, да, точно, имаме теренски возила и имаме и помали возила, тоа е домашната посета, значи таа е дел од службата на итната медицинска помош. И теренските возила се претежно малце постари, па да речеме лади ниви, меѓутоа тие се стационирани во поликлиниките низ градот. Оти за некои од селава што се приградски и планински тешко се доаѓа. Се користат тие теренски возила, точно пред се ако треба да се вакцинира, не мора за ковид, али да речеме одредена вакцинација. Ве сега и не се зголемува работата и со вакцинацијата на предучи. А како брза помош имате ли такви возила? Како брза помош? Да. Не, немаме такво возило. Тие возила се наоѓаат во склоп на поликлиниките. Затоа што Не, прашувам како брза помош каде што може се брзата пружи помош- и полна интервенција ако е неопходно за тешки случаи. брзата помош се само санитетски, амбулантни возила, овие комбиња што ги имаме, а такво некое теренско возило, да речеме некој джип, нема. Тие се во поликлиниките, каде што поликлиниките ги контролираат управниците. Доктор Исјановски, Александар, имаме нешто што тече? Да. Текот Од утрово во тек е голема политичка акција на територијата на Битола и Тетово се апсат криумчари на артефакти. Слободен печат објавува дека според нивни извори од истрагата досега се уапсени 8 лица и уште една информација ќе споделам тука. Силно невреме кое што синоќа ја зафатило Словенија, поплави над 500 згради во Љубљана. Наврнале 88 литри на метар квадратен, нешто што се случува според нивните статистики еднаш во 250 години. Ете, тоа е тоа. Или е изгор лето, или е кочан зима, или кога нема ни лето ни зима, врне дожд по 100 литри на метар. Во секунда и потоа не знаете што да правите. Многу кратко време, да. Така е. Доктор Исјановски, ви благодарам за овој утрински брифинг. Мојот заклучок е не успеавме да се споиме со вашите колеги кои што прават вакцинација. Имаме и утринава малку имавме проблем со линкот, треба да видиме што е тоа. Но идејата беше да поразговараме, бидејќи вакцинацијата не е завршена. До кога имате, да кажем, овој тип на ангажман смени и поинтензивно или веќе се стандардно, не, стандардно тоа ќе се тече затоа што сега се надевам дека како што најави и министерството ќе пристигне и вакцината за грип, значи покрај ковидот, покрај и сега имаме изголемен број на Препораката е да се вакцинираат за грип. Да се вакцинираат. Има доволен број вакцини? Па ја не знам колкава количина ќе дојде, меѓутоа таа количина која што дојде лани беше доволна и луѓето сакаат да се вакцинираат против грип. Дури пред 3-4 години останува како што во Центарот за јавно здравје ја најавували, лани па не остана ни една вакцина, луѓето се извакцинира. Доктор Виктор Исјановски, директор на Здравствен дом Скопје, благодарам уште еднаш.